Почитувани, додека се распаѓа владината коалиција, граѓаните се оставени сами на себе. Цените растат, стандардот опаѓа, економската состојба е катастрофална. Животот е се поскап, а платите не мрдаат. Маслото за јадење, млекото, лебот, јајцата, основните прехранбени производи, се е поскапено. Пакување од 10 јајца е веќе 113 денари, маслото за јадење над 90 денари, килограм брашно 49 денари, јогурт 87 денари, покачени се цените на млекото, сирењето, млечните производи. На пазарите исто така има поскапување на овошјето и зеленчукот. Црешите веќе станаа луксуз во мај. Последните податоци за потрошувачката кошничка се поразителни. Зголемена е за 836 денари за еден месец. Веќе 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее. Едно просечно македонско семејство со 2 деца не може да ги покријат основните трошоци во месецот. Платите не стигнуваат од први до први. Како да се покрие храна, струја, вода, училиште, лекови? Нема со што да се плати рата за кредит или кирија. Народот се мачи како да истурка месец за месец, додека власта се гоштева со манго, папаја, октоподи во скапи скопски ресторани. Ова не се статистики. Ова е суровата реалност на луѓето во Македонија. На пензионерите кои бројат денови до следната пензија. На младите семејства кои веќе не можат да си дозволат ни основни работи. На самохраните родители кои се борат со скапотијата. На сите оние што се трудат честно да работат, а не можат да живеат пристојно. Животот во Македонија никогаш не бил поскап, а владата нема решение за високите цени. Премиерот не знаел дека цените биле поскапени, па ќе чекал да видел какви ќе биле анализите, па дури после ќе реагирал. Ова не е само несериозно, ова е директно признание за промашените владини политики и тотална негрижа за стандардот на луѓето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со месеци наназад алармира и предлага конкретни решенија кои власта упорно ги одбива. Укинување ДДВ за храна, зголемување на минималната плата на најмалку 500 евра, зголемување на платите во приватниот сектор, поддршка за домакинствата со најниски приходи. Работниците гласно бараат повисоки плати, поголема минимална плата и власта не смее да ги игнорира, туку мора конечно да преземе нешто. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи да се бори за стандардот на граѓаните. Работниците, граѓаните заслужуваат достоинствен живот.